Патот до белото сирење е тежок и макотрпен, а галечник има историја создавана низ 10-вековното постоење. Сер Самуел пред 120 години го откупил галичкиот кашкавал и 15 тони биле складирани на бродот Титаник. Времињата се менуваат, но кашкавалот и сирењето не. После 2 дена транспорт од Велес до Галичник, рано утрово се започна со молзење на овците, со што започна процесот на производството на познатото овчо сирење и надалеку познатиот овчи галички кашкавал. Околу 40.000 овци пристигнаа на планината Бистра. Екипите на ветеринарната станица Трус-Вет ја проверуваат здравствената состојба во бачилата. Овци што току пристигнаа после 36 часа пат, од кои што сигурно негде повеќе од 18 до 20 беа транспорт со воз, а другите транспорт пешти. Како ветеринарна служба дојдоме да видиме здравствената состојба на овците. Во моментот е добра, се чувствува голем замор. Во моментот е молзењето, ги пратиме условните рефлекси и физиолошките рефлекси на овците. Можам да кажам дека последниве години има една стандардизација на бројот на овците во овој крај, во Западна Македонија и воопшто во Македонија. Некаде има зголемување на сточарското производство, зависи од ориентацијата на тие што се одгледувачи на овие животни. Можам да кажам дека основниот начин на екзистенција, на производство и единствен незамислив начин на производство на сирење и на товно јагне е изминување на долг пат, стигање на овие пасишта, менување на надморска висина, менување на клима. Животот на овчарите е тежок, но љубовта кон работата и навиката е поголема од се. Јас сум вработен во Вардар градско АД сточарство. Денеска пристигнуваме во Бистра, звано место Смрдиви вирови, и ова сабајле почнуваме со првото молзило. Започнува производството на... Производството на млеко, овде е само млеко, а се транспортира млекото до Галичник, тамо е мандрата, тамо се сирење кашкавал се произведува. Како е животот тука на бачилото? Па на бачилото, види, сточарството секогаш е тешко, али туа има повозрастни луѓе што се многу години во планина, се навикнени на оваа клима и мислам им е добро. За производство на 1 килограм сирење потребни се 3 килограми млеко, додека за кашкавалот потребни се 6 килограми квалитетно овчо млеко.